Добро вечер, почитувани гледачи. Во ова февруарско попладне малку ќе ве одведеме во општина Дебрца, во нашата соседна општина, а во тоа ќе ми помогне градоначалникот на оваа општина, господинот Игор Трајковски. Добро вечер и добре дојдовте во ТВМ и во емисијата Под лупа. Добро вечер и добре ве најдовне и се надевам дека ќе ве запознам најдобро што можам со општина Дебрца. Господине Трајковски, има повеќе причини, а има и повод зашто сте вечерашен гостин во емисијата Под лупа. Најпрво, многу живо ме интересира како дојде до ваша кандидатура за градоначалник на оваа општина, бидејќи после 20 и колку рековте години, 20 така години, немаме градоначалник од ВМРО ДПМН. После 16 години. 16, добро. Така, значи една провокација повеќе за да се кандидирате и за да еве и успеете да ја добиете оваа значајна функција. Како дојде до тоа? Кој беше патот? Па видете, како и секој човек сака да напредува во животот, така и јас одлучив да преземам такви чекори. Одамна сум во ВМРО ДПМН, мислам одамна од дете и на конкурсот се пријавив од владеачката партија за кандидат за градоначалник и после изборот, мислам, сондажите што ги направија од страна на партијата, одлучија на овие локални избори да бидам јас кандидатот за градоначалник на општина Дебрца. Години наназад, како што реков, еве 16 поточно, општина Дебрца важеше за бастион на СДСМ. Значи не беше така лесно да се освојува тој бастион, со што ги убедивте гласачите да гласат токму за вас. Кои беа оние проекти кои што им ги ветивте, а ќе разговарам и за тоа што досега е реализирано, а што понатаму ќе се реализира. Па видете, 16 години владееше човек во општина Дебрца кој што буквално може да се каже дека многу малку направи за општина Дебрца. И може би една од причините заради неговата неактивност, но може би и тоа што јас ипак доаѓам од една угледна фамилија, не извалкана, така да ме знаат добро жителите таму и може би тоа беше пресудното да изберат вистински човек за општина Дебрца. Дали вие живеете во општина Дебрца или? Да. Значи најдобро ги познавате приликите во оваа општина и што е тоа што и треба на општината, затоа што сите правиме некакви напори, бидејќи ова е општина во една рурална средина, значи правиме напори да ги задржиме луѓето кои што живеат таму и да останат и понатаму таму, затоа што знаеме миграцијата си го направи своето и се помалку села имаме оние што ги викаме живи, активни села, се повеќе се мртви со по неколку семејства кои што најчесто се во луѓето во поодминати години. Што е она што правите и што ќе правите за да ги стимулирате жителите на оваа општина да останат токму тука, да го живеат и да творат? Јасно, јас се имам занимавано со скоро се. Значи, мојот успех започна од нивите, па во други сфери на живењето. Имам буквално се искусено и ги знам сите предизвици на животот во општина Дебрца. Значи, буквално се ми е познато. Така да ги знам сите проблеми. За време на кампањата и претходно со посета на нивните домови увидов буквално со она се што се соочуваат самите жители нормално по сите населени места. За општина Дебрца најгорлив проблем е невработеноста. Значи, тоа е најголемиот проблем како за младите, така и за повозрастните, така да ние како општина, како локална самоуправа правиме секакви напори за да се привлечат инвеститори и да се создадат услови за нови работни места. Значи, екзистенцијата е основниот проблем за развојот на самата општина и нормално запирање на иселувањето во општината. Сега ние како локална самоуправа кога го начинавме овој дел, преземаме мерки за изградба на индустријска зона
каде што... Каде ќе биде таа лоцирана? Значи, на колкава површина ќе се протега и што е планирано конкретно? Па видете, треба прво да се урбанизира просторот, значи да се предвиди согласно законот што ќе се гради тука. Сега сме во постапка на урбанизација на просторот. Локацијата измеѓу селата Требениште и Мешеишта на површина од 10 хектари, околу 10 хектари, каде што ќе се предвидат услови за изградба на производствени капацитети од лесна индустрија. И се надевам дека тоа брзо ќе се реализира. Имаме најави од странски инвеститори, така да ќе добиеме некои нови сигнали за развојот на нашата општина. Така, каква индустрија ќе се развива? Предпоставам некоја полесна која што нема да ја загадува околината, затоа што рековме станува збор за рурална средина каде што се одгледуваат и градинарски производи, така да треба да ја зачуваме животната средина здрава и чиста. Јасно, значи се работи за индустрија која што нема да има влијание врз животната средина, така што нема да дојде до загадување на околината и најверојатно ќе биде нека лесна индустрија што ќе нема влијание. Така. Имате многу проекти кои што ги имате започнато, имате некои што ги имате реализирано. Ајде ќе започнам од образованието, кое што некако е најсуштинско можеби за развојот на една општина од аспект на тоа ако имаме образование и развој на образованието и ако имаме деца кои што може да се образуваат во една општина, тоа е добро за просперитетот на општината. За општина како што е Дебрца, тоа е позитивно, затоа што рековте во секоја наредна учебна година се запишуваат нови 30 дечиња, бидејќи знаеме какви се состојбите моментално, имаме намален наталитет. И што правите ете во тој поглед? Знам дека изградивте едно монтажно училиште кое што беше пуштено во потреба на 1 септември, но и понатаму продолжувате да ги подобрувате условите каде што ќе учат нашите, вашите деца. Јасно. Значи, јас се зафатив конкретно со довршување на почнатото монтажно училиште, нормално со поддршка на владата на ВМРО ДПМН. Успеавме на 1 септември тоа училиште го отворивме и сега учениците од село Волино имаат нови современи услови за образование. Потоа од наша страна беа набавени наставно-научни помагала за самото училиште, некаде од 120.000 денари. Локалната инвестира во набавка на опрема за наставата во образованието. Потоа, за стимулација на учениците, доделивме и стипендии. Значи, ги стипендираме нашите ученици, тие што учат во основно училиште и тие што излегуваат од училиштето во средни школи. Значи, тоа е стимул за најдобрите, значи надпревар, тие што учат да добијат или да се трудат да направат нешто повеќе во својот живот. Колку жителите на општина Дебрца си ја сакаат својата општина и сакаат тука да останат и да живеат и колку се трудат, значи да создадат и тие услови, затоа што вие сам како единка не можете тоа да го направите. За една општина да може да се развива, треба да помогнат сите помалку. Значи, каква е тука соработката со жителите на вашата општина, со вашиот тим кој што е околу вас? Значи, јас сум во секојдневна комуникација со жителите, имам 2 приемни денови во неделата, меѓутоа кај мен може да дојдат и во друг ден, доколку сум тука и да ги примам. Нормално, ако има услови, ако нема некои состаноци, ќе причекаат, ќе се видиме, ќе разговараме и гледам што можам да им, што е во моја надлежност да им помогнам. Покрај невработеноста, на што најмногу реагираат? Што ги засега? Па имаме проблеми со комуналната сфера, чистотата, значи имаме јавно претпријатие кое што е во големи долгови и ние како локална власт постојано го помагаме, му набавивме опрема, значи се со цел да се стави во функција на подобар живот на граѓаните.
Значи беа набавени основни помагала, нема што се вика една метла немаше во предпријатието, така да постепено почнуваме да го враќаме во живот и се надевам дека тоа ќе се одрази се повеќе во населените места и ќе имаме подобри услови во однос на комуналната сфера за живење. За се она што имате замислено како проекти да може да се реализира, нормално потребни се финансиски средства, дел од нив рековте ги набавувате од преку владата, преку буџетот на владата. Ви се одобруваат, дел можеби преку некои европски фондови, ако досега сте почнали да ги користите, затоа што некои општини многу малку или воопшто не ги користеа овие средства, а дел сигурно и од сопствени извори. Каква е финансиската состојба на општина Дебрца? Видете, општина Дебрца е на позитивна нула. Значи, не сме во некои долгови, меѓутоа немаме ни големи приходи. Така да се трудиме да ги искористиме сите ресурси што... Кои се вашите ресурси еве на општината? Ние имаме приходи по основ на данок на имот, дотации од централната власт во однос на процентот од ДДВ и тоа се нашите приходи на општината. Меѓутоа, има доста програми од страна на владата, каде што се инвестира во руралниот развој. Значи, конкретно, пример, еве, минатата година добивме средства по 2 мерки за изградба на фекална канализација во село Мешеишта. Тоа е некаде вредност инвестиција околу 250.000 евра, кои што еве денови веќе почнува да се вршат припреми за започнување на изградба на истата. Потоа добивме средства за урбанизација на општина Дебрца. Имаше села каде буквално не постоеше никаков план, урбанистички план, и согласно законов за легализација на дивоградби, ние како локална самоуправа сме должни да ги вклопиме во урбанистички планови тие дивоградби, така да со ова мерка добро дојде и ќе урбанизираме во нареден период 11 села. Тоа е доста интересен факт, затоа што некои делови, дури еве од нашата општина и од други општини, кои што се градски општини, не се урбанизирани, а вие веќе почнувате да ги урбанизирате руралните средини. Навистина е тоа за пофалба и е еден така голем залак. Мислите ли дека ќе може добро да се изџвака? Видете, јас во предизборната кампања ветив дека ќе урбанизирам цела општина и еве тоа го реализирам. Некои од луѓето можеби не сваќаат што значи тоа, меѓутоа кога ќе дојде да побараат приклучок за електрична енергија, и кога не може да добијат и се соочуваат со голем број проблеми, од страна на Евана се одбиени бидејќи не се вклопени во урбанистичкиот план и немаат можност да се приклучат на електричната енергија. Значи сите сфери се во целина поврзани. Колку ги користите средствата од европските фондови, значи од ИПА, од ИПАРТ и од другите европски програми? Имаме европски програми за образование, значи колку знае општина Дебрца да изработи проект со кој што ќе може да аплицира за да добие средства од овие фондови? Ние со помош на невладини организации, бидејќи како администрација сме малобројни. Тоа беше многу интересен факт и сакав исто така да го потенцирам. Кога ви реков дали и кај вас имате во вашата општина проблем со превработеност во општинската администрација, вие ми рековте не, напротив, кај нас имаме недостиг. Да. Зошто е тоа така? Буквално имаме недостиг, бидејќи ние како локална самоуправа немаме финансиски средства да вработиме повеќе лица кои што би допринесле за секој за својата наобразба или работно место да одговори. Сега, како се снаоѓате? Сега се снаоѓаме еден вработен работи 3 работи, фактички, и така функционираме. Значи, се трудиме да максимално да излеземе во пресвет на граѓаните. Колку се вработени во локалната самоуправа? Па 18 вработени имаме во локалната самоуправа со си нормално техничкиот персонал. Тоа е она што го наследивте како бројка или сега се ново вработени? Вкупно се 18 вработени. Нешто имате некакви контакти, некаква соработка со општина Охрид во тој поглед, еве кога ви е потребно некој кадар или некоја консултација, дали соработувате?
Јасно, имаме соработка со општина Охрид во однос на некои севери каде што не можеме да се покриеме. Например, во инспекцијскиот надзор имаме склучена погодба со Охрид за да вршат тие надзор, така да на тој начин се покриваме во недостатокот на стручни служби. И сега ќе ве навратам повторно на она прашање кое што ви го поставив првично, но потоа се надоврза другото прашање за администрацијата, значи колку и дали имате изготвено проекти за искористување на парите од европските фондови, затоа што тоа е еден начин за добивање на пари кој што цел свет го користи, зошто не и ние. Видете, во септември имаше еден повик за погранична соработка со Грција и ние тоа го искористивме и аплициравме со 3 мерки. Во една мерка беше за економска мерка, изградба на зелен пазар, значи на локација во село Мешишта ќе се гради зелен пазар. Нормално доколку се одобрат тие средства, најверојатно ќе се одобрат. Потоа имаме во однос на природните реткости уште 2 проекти за реставрација на културен споменик во село Белчишто, познат меѓународно како Сини Вирој, значи тоа блатото сакаме да го заштитиме и сакаме да направиме некои патеки во планината Караорман, фактички да го отвориме водопадот. Значи ние имаме еден водопад кој што е скриен фактички и сега со овие мерки скриено богатство. Да. Се со цел да се привлечат повеќе туристи и да Имате ли намера да развивате рурален туризам, затоа што тоа е многу актуелно во последно време? Има ли општина Дебрца капацитет за тоа? И колку сакат жителите да се насочат на таа страна, затоа што знаеме дека треба да се инвестира за да можеме да создадеме услови да привлечеме гости, не е само она што ни го дал Бог. Видете сега, ние како општина имаме повеќе капацитет, мислам повеќе. Може да се адаптираат постојните куќи во сместувачки капацитети. Што е она што би им понудиле на гостите? Има традиционална храна, бачилата се тука, може и тие да се понудат, потоа овие што испомнав, блатото, езерото во Слатино може да се и дел е во урбанизацијата, да се направи некој сместувачки капацитет таму. Интересна мерка за граѓаните ќе биде тоа што ќе можат да повлечат средства од ИПАРТ програмата за токму сместувачки капацитети и фактички тие домови да ги адаптираат во сместувачки капацитети и да ги понудат на туристите. Значи, во најбрзо време, во комуникација со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, планираме една трибина за да им предочиме фактички што можат да искористат како рурална средина во однос на развој на туризмот. Значи, тие се средства кои што Дали досега имало некакви напори за да се развива ваков вид на туризам токму во оваа општина или ништо не е било направено на тој план? Не знам за такви работи, бидејќи ви напоменав со урбанизацијата, за да добиете средства мора да имате објект, односно проектна документација, врз основа на која што ќе повлечете средства. Значи, не легализирани објекти, дивоградби, не може да се изработи ни основен проект за адаптација во сместувачки капацитет, например. Едно ваше лично предвидување за колку време би можела општината да се урбанизира, затоа што станува збор за 30 на села, од кои што 20 се активни, каде што има население, кое што таму активно живее, значи не е тоа така мала територија. Значи, согласно договорот, за овие сега што ги имаме почната урбанизација, треба во рок од една година да заврши урбанизацијата, така да за една година ќе имаме урбанистички планови за овие што се сега населени места. Имавме за дел веќе изработени од 98 година некаде од страна на Министерството, меѓутоа тие планови веќе не се во функција од ноември месец, така да наредна година ќе треба да ги доурбанизираме другите села. Таму ќе ги искористиме средствата од ИПАРТ за буквално цела општина да покриеме како
урбанизирани да немаат проблеми. Дали селата од оваа општина наликуваат едно на друго или секој си е приказна за себе и има своји специфики? Па, секој село си има своја традиција, би рекол. Меѓутоа, не се разликуваат многу. Како е лесно или тешко да се справувате со тоа, затоа што тука како да има 20 мали општини во една? Значи не е така лесно. Секој село си има своји проблеми, значи. Така. Некој село нема водовод, некој село нема канализација. Дали ви замеруваат, еве на ова село му давате приоритет, а на другото не? Нормално е дека замерувам, меѓутоа јас се трудам секаде по нешто да направам. Значи, согласно моите можности, дали ќе биде во едно село реконструкција на игралиште, дали ќе се изгради балон сала, дали училиштето ќе се реновира, значи секаде е нешто фатено и согласно мојата програма предизборна и така ги тераме проектите. Не е многу голем период од кога седнавте на градоначалничката функција, значи 10 месеци се поминати, но сепак може да се насети нешто што веќе е направено, што ќе се прави, во кој правец се движите. Дали темпото кое што си го зацртавте е она што и го реализирате или ви одработите побавно или побрзо од што очекувавте? Не, темпото е добро, значи не е во опаѓачка линија, ние се повеќе и повеќе се движиме, работиме проекти, проектни документации, значи немавме и проектни документации, така да имаме брзо темпо и ќе видиме на крајот од мандатов ќе ги сублимираме сите инвестирани работи во општина Дебрца, така да ќе знаеме какво темпо сме спровеле. Јас може сега да кажам, например, реализација на буџетот на општина Дебрца во 2013 беше 90%, што е на многу високо ниво и со зголемен буџет. Јас кога дојдов го зголемивме малку буџетот, а претходната година имавме... Каква е проекцијата сега за ова 2014 на буџетот? Па проекцијата е некаде 83 милиони денари заедно влегува тука и образование. Мислите ли дека овие средства ќе бидат доволни за да го покријат се она што е предвидено? Меѓутоа, како што влегуваме втор месец во годината, најверојатно ќе треба да го зголемуваме буџетот. Ќе гледаме. Од каде средства? Тоа е. Каде очекувате прилив? Тоа е умешноста. Значи, штом привлекуваме инвестиции, се зголемуваат и средствата и приходите на општината, значи се раздвижува. Јавуваат од режија дека имаме пауза за реклами, малку ќе ве одморам и потоа продолжуваме. Повторно сме во студиото на емисијата Под лупа. Продолжуваме со нашиот разговор. Мојот вчерашен гостин, градоначалникот на општина Дебрца, господинот Игор Трајковски. Господин Трајковски, проговоривме за некои проекти кои што се реализирани, некои кои што се во тек и за уште еден сакам да поразговараме, многу интересен. Планирате отварање, тоест ревитализирање на еден рудник во селото Врбјани, рудник за манган. Што тоа ќе значи за општината? Видете, значи рудникот за манган ќе значи развој на целата општина, можеби и регионален развој. Пред се, како локална самоуправа, како општина, бенефитот би бил тоа што од концесијата ќе ни се влијаваат средства и ќе може да реализираме инфраструктурни проекти во самата општина. Имате ли направено истражување, испитувања, дали ќе биде тоа оправдано, дали има навистина толкав капацитет за да се отвори еден рудник? Значи, постапката е завршена, има концесионер, има направено истражување, само треба да се почне со експлоатација. Сега ние заеднички работиме на изнаоѓање на документација и пробивање на патот до рудникот. Значи, сега во таа фаза, во наредна фаза се започнува со... Станува збор за надворешен коп, така? Нема да биде површински коп не е подземен коп. Тоа значи дека нема некаква опасност, ќе се копа и рудата се носи во Скопски лигури, во Скопје, таму на Топај. Имало ли порано некои вакви обиди или ова е прв пат да се отвори еден ваков рудник? Колку што се сеќавам, јас имало само истражувања до сега на таа локација и
прв пат се случува да се отвори тој рудник. Ќе видиме, времето ќе покаже колку ќе биде економската оправданост, каква ќе биде. Да. Има заинтересирани меѓу жителите на општина Дебрца да работат токму тука? Па нормално дека има. Штом немаат работа, ќе се отворат тука нови работни места. Тие се знае, денес се е машински се работи, нема ништо со лопата, така да ќе има доста вработувања и ќе има перспектива за тој крај пред се. Така. Од разговорот можам да заклучам дека се оди на некои проекти кои што не се поврзани со градинарството или земјоделството, тоа значи дека општина Дебрца не располага со вакви ресурси за да може да се вложува во нив или се барат некои нови алтернативи за изнаоѓање на работни места, отварање на работни места и екзистенција. Видете, земјоделието во општина Дебрца постоело и ќе постои. Значи ние помагаме и во таа сфера. Еве би напоменав дека но сепак не е организирано, индивидуално. Не е организирано, меѓутоа напоменав дека работиме преку ИПА да добиеме средства за изградба на зелен пазар. Значи земјоделието ќе функционира, меѓутоа ова е дополнителен приход што ќе дојде добродојден за нашите жители. Значи, Пошто е препознатлива општина Дебрца еве од земјоделските култури? Што би им препорачале на граѓаните кога ќе одат на нашиот пазар да си купат токму од општина Дебрца? Што е онај производ кој што е препознатлив за оваа општина, бренд, како што сакаме да кажеме ние? Па видете, значи од граѓанските култури до овошните култури. Во општина Дебрца во село Велме е познат велмешкиот граф, значи како не е брендиран, меѓутоа Дали сте размислувале за брендирање? Па не размислувале и во наредна фаза најверојатно ќе го брендираме. Потоа се одгледува многу компир кај нас. Од граѓанските култури. Од сточарството имаме бачила, стада со овци, значи потоа од овоштарството се одгледуваат јаболка, цреши, сливи, значи имаме повеќе сфери. Колку општина Дебрца е еколошки чиста и еве сега ќе ве навратам на еден ваш поранешен период, вие бевте државен инспектор во Министерството за животна средина, еве од тој аспект, значи кога ќе ги анализирате областите во општина Дебрца, што можете да заклучите, колку е чиста еколошки? Па општина Дебрца е чиста еколошки, значи нема некои хемиски загадувања, се е само цврст отпад. Тој отпад ние го решаваме преку јавното комунално предпријатие, така да може да се рече 100% на природа имаме. Така. И сигурно се трудите да ја зачувате таква каква што е? Па нормално. Тоа ми беше професија и продолжив да се грижам и за тоа. Така. Уште еден проект кој што се спроведува во вашата општина, кој што еве се спроведува и во другите општини, актуелен беше во минатиот исто период, тоа е секој новороденче општината дава по 5000 денари и тоа е еден вид на стимулација за да се зголеми наталитетот. Каква е состојбата со наталитетот во вашата општина? Се раѓаат ли нови деца? Па се раѓаат нови деца, значи затоа предвидевме ние да им помагаме на родителите. Значи од 27 јануари на Советот донесовме одлука како помош, еднократна парична помош во сума од 5000 денари да добиват секој новороденче кој што ќе се роди во општина Дебрца. Значи тоа е стимул повеќе, знаеме сите дека финансиските услови се тие, барем за почеток да им помогнеме колку што можеме. Колку сте задоволни од работата на Советот на општина Дебрца, затоа што и тоа е едно од тело без кое не се може и од кое што многу зависи какви ќе бидат одлуките за развојот на општината? Значи досега не сум имал проблем со Советот. Имате редовни седници, сето тоа тече како што е зацртано? Имаме редовни седници и најчесто, не најчесто, 99% од седниците се решаваат со консензус, со поддршка и против нечиот табор. Значи, се што е добро за Дебрца и тие го поддржуваат. Не можам да речам дека не ме поддржуваат.
Така, па сето тоа е за општо добро, без разлика кој од која опција е, сепак на крај треба да победи она што е најдобро за општината и за животот во таа општина. Господине Трајковски, ме интересира, денес имавте еден така напорен и бурен ден и имавте посета една невообичаена. Амбасадорот на Соединетите Американски држави дојде токму во вашата општина и зошто ја посети токму општина Дебрца? Па видете, може би во минатото општина Дебрца медиумски не била активна, да речам. Може би тоа причината, може би... Што го заинтригира амбасадорот токму кај вас да дојде на гости? Па на средбата разговаравме општи работи, се интересираше каква е општината, структурата, практично се ова што го правиме Муавет сега, го правевме и со амбасадорот. Значи не ви тешко овој разговор, веќе имавте една претходница. Да. Значи, буквално се интересираше за се што е поврзано со општина Дебрца, како функционираме, значи локална власт, дали имаме соработка со централната власт, колку помагаат, значи тоа му беше самата посета. Имавме ние некаде околу час и половина средба, конструктивна и беа такви теми разговарани. Дали нешто се дојде до некој заедничко сознание, решение, некој предлог од него конкретен, дали добивте или сето беше повеќе информативен разговор и запознавање на амбасадорот со проектите на општината? Повеќе беше да се запознае со проектите, се интересираше нормално и тие како амбасада доделуваат проекти преку сајт. Значи се интересираше дали претходно се користеле такви средства, дали имаме таква помош. Значи му напоменаха дека ќе аплицираме за реконструкција на училиште, баш имаат сега повик и ја поддржа таа иницијатива. Значи се интересираше на се она што фактички една област, една општина, еден систем како функционира во нашата држава. Значи. Дали го почестивте можеби со вашиот познат прочуен граф? Не, ние му приредивме традиционална храна, џомлезе, питулици, сирење од бачило. Значи сепак го искористивте моментот. Да. Не оставивте на случајност. Тоа е добро. Зад секој велат успешен функционер мора да стои успешен тим. А вие претпоставам сакате да сте успешен и да поведете вашата општина во еден добар развој. Кој стои зад вас? Кој е тимот што стои зад вас? Тимот малку прашањето е добро, значи имам секретар на општината, тој што ги води административните работи, јас политичките работи, така да имаме добра соработка, добар тим сме и самите резултати го кажуваат своето. Значи ова што постигнавме за краток период може само некој да ни завидува. Така, рековте дека во минатото општина Дебрца не беше многу медиумски експонирана и застапена, не дека од нас новинарите немало интерес, но сигурно немало интерес кај другата страна или интересот бил помал. Сега ве има во медиумите, еве и ова гостување впрочем доказ за тоа. Кој тука стои пак зад вас? Дали имате тука некој тим или тоа е... Па имаме пријатели што помагаат во тој дел и нормално она што имаме да го презентираме. Затоа што вашата функција е јавна. Значи, Јасно. Доколку не дадете јавно отчет пред граѓаните, исто како и ништо да не сте сработиле. Точно така, значи мене ми е јасна функцијата која што ја имам и затоа сакам најдобра комуникација, односно презентирање на тоа што е сработено и медиумите. Јас кога дојдов направивме веб страна на општината, значи дотоаш немаше ни веб страна. Значи тотален медиумски мрак беше. Така да сега секој дневно имаме информации кои што излегуваат од општината за она се што работиме. Имате ли редовни пресконференции или како е тоа? Мислам како е организирано во тој поглед? Па најчесто се соопштенија и повремено имаме организирани пресконференции, зависи од големината на настаното. Така. Очекуваме и во иднина соработка секако и
вашите проекти кои што ќе ги реализирате во иднина ќе бидат уште поголема провокација за тоа медиумски да биде покриено и да биде пред јавноста изложено и образложено. Дали во некој момент од овие 10 месеци се покајавте што се нафативте на оваа функција? Па на почетокот ми беше многу тешко и помислив кај дојдов, си реков. Значи, дотолку многу беше напорно, додека се направи системот, се среди работата и сега малку е порелаксирано, меѓутоа имам повеќе време да се сретнам со жителите на општина Девраца. Еве во вечерни часови постојано одам по селата, им одам по домови, синоќа бе во Волино, во Мешеишта, значи сега буквално јас одам да видам со какви проблеми се соочуваат и како можеме да ги решиме. Така, има некоја нетрпеливост помеѓу две села или сето тоа функционира како што треба? Јас правам баланс. Значи, мора да се балансира за да бидеме сплотени да направиме што повеќе. Така. Па ви посакувам сите ваши планови да ви се реализираат за доброто на жителите на оваа општина. Соработката веќе ја воспоставивме и сигурна сум дека и понатаму ќе тече како што еве и досега. Интересни проекти, продолжете така и кога ќе имате нешто ново, секако информирајте не. Јас ви се заблагодарувам на вашата покана, на вниманието на вашите гледачи и се надевам дека повторно ќе ви бидам гостин во вашава емисија. Така. Значи во нашата телевизија има простор и место за сите оние кои што имаат што да кажат. Нема тука помала и поголема општина, секоја си е значајна на свој начин. Само успесите нас не се важни, а лупата е тука да видиме нешто ако не е така видливо да стане појасно. Ви благодарам уште. Благодарам.